Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Планот на СДСМ не е да понуди проекти кои што ќе подобра животот на граѓаните, иако така им се викаше програмата. Туку планот се состои од три дела практично: реваншизам, политички монтирани процеси и целосно партиско поклопување на институциите. И ако во нешто се конзистентни, и ако за нешто не ја лажат во своите ветувања, тоа е ова. Тоа што ја подсетам, Заев за ова зборуваше уште пред некаде 4-5 години, кога кажа дека сеќа се избрка од чистачка до министер во Валандово на митинг и дека живи луѓе ќе јадат. Потоа истото Стево Пендаровски го зборуваше како кандидат за председател од 2014 година и еден континуитет кој што го зборува цело време и кој што сега си го кажуваат јавно секаде каде што имаат можност. Тоа е еден систем на лов на вештерки, виден е во Македонија, нема да е прв пат, нема да е нов. Сме видели и полошо и во времето на комунизмот и потоа кога СДСМ бил на власт, така што ќе го издржиме и тоа. Проблемот е што ќе се случи со Република Македонија и со институциите. Што ќе се случува со инвеститорите кои што доаѓаат во Република Македонија и отвараат нови работни места. Што ќе се случи со инвеститорите кои што се веќе тука. Што ќе се случи со македонските бизнисмени кои што инвестираат во Македонија. Што ќе се случи со големите капацитети. Што ќе се случи со малите и средни претпријатија. Затоа што ако има една ваква правна несигурност и ако има еден ваков реваншизам, тогаш никој нема да се осмели да инвестира, што значи дека економската активност ќе падне и животот на граѓаните ќе паѓа, што е целосно спротивно на она што го ветуваат. Дури и ако остане само на најави, а камоли ако се реализира. За голем дел од работите кои што ги кажуваат, или нема правна основа, или е потребно двотретинско мнозинство, или е потребно кохабитација со председателот на државата. Ниедна од овие три работи ги немаат постигнато, ги најавуваат во јавност и мислам дека не е наивна најавата во јавност, има за цел и заплашување. Свесни дека одредени работи не може да ги направат, има за цел да ги заплашат судиите во Република Македонија, обвинителите, професорите, бизнисмените, дипломатите на Република Македонија. Значи, сите оние кои што на еден начин го креираат движењето, дали политичко, дали стопанско во државата. Но мислам дека и тоа нема да им помине, затоа што веќе, иако сме млада демократија, доволно има поминато да луѓето можат да ја направат разликата. На крај мислам дека ќе заврши со едно големо фијаско, со едни нереализирани економски ветувања од нив и со еден огромен гнев и реваншизам кој што без разлика кога ќе се случат предвремените парламентарни избори, дали сега како што бараме ние, или многу скоро како што ќе диктира политичката ситуација, затоа што дури и да направат влада не очекувам дека ќе издржи долго. Тоа ми е следното прашање. Мислите дека таква влада во која што е на работна поддршка во парламентот со 67 партеници, од кои што веројатноста анализите велат дека БЕСА можеби нема да биде партиципиент, освен поддржуваш на таа влада, во ситуација кога имаме на прак нови локални избори во кои што СДСМ дуи класично ослабени на тие локални избори ќе треба да се појават силна БЕСА, па ќе има ли можност тука веројатно ќе треба и СДС негде да калкулира кого да поддржи, како да предложи. Колку таквите политички околности можат да ја овозможат на една таква влада да има, како што вели Заев, реформски капацитет? Тука не е само елемент бројот на пратеници, може да има прилично ефикасна влада со 61 пратеник. Мислам дека е најголем проблем политичките намери. Ако политичката намера е реваншизам, а не соработка, таа влада нема долго да трае. И ако таа влада се занимава исклучиво како да му врати на политичкиот противник, ги слушам и луѓе кои што им се блиски. Вчера слушав Петар Гошев, вели дека треба целосно да се демонтира системот во Република Македонија, дека треба 4 до 5.000 луѓе не само се избркаат на работа, туку да бидат казнети, мислејќи и на затворски казни, немаме толку затворски места во државава. Значи, ако тргнат со една таква политика и ако се занимаваат само со тоа, одговорот ќе го добијат од граѓаните. Прво, заради недемократските методи кои што ќе користат, второ, фокусот нема да е на економијата.
И ако фокусот не е на економијата, граѓаните ќе спогледат и ќе знаат како живееле до пред 6 месеци или 9 месеци и како живеат во тој момент. Така што мислам уште еднаш дека најдобро решение се предвремени парламентарни избори, но и доколку не се случат, не очекувам толк век на оваа влада, која што ја најавуваат. Најголем проблем тука е што ќе се случат за Република Македонија работи чии што последици нема да може да бидат отстранети потоа од било која влада. Прифаќањето на тиранската платформа и елементите во неа, кои што се јасно прифатени од Зоран Заев, евентуалното изгласување на неуставен закон за јазици во парламентот, понатака изгласувањето на декларацијата за геноцид во Република Македонија од 1912 до 1954 година, обидот за промена затоа што е потребно двотретинско мнозинство, ама самото отварање на тема за символите, за знамето, грбот и химната и сите други прашања кои што се отвараат во тиранската платформа, тие имаат такви далекусежни последици врз политичкиот систем во Република Македонија што тешко било која влада ќе може да ги отстрани и ќе треба многу долг временски период и едни хармонизирани односи за последиците од нив да се намалат. Јас само да подсетам дека последиците од територијалната организација која што не соодветствува на реалноста на теренот од 2004 година ние се уште ги чувствуваме. Ние имаме вештачки двојазично Скопје, ние имаме вештачки припоени општини кон Струга и кон Кичево како би се изменила етничката структура таму и од доминантно население македонско во градовите, во општините да имаме доминантно албанско население. Понатака имаме од градоначалниците во Струга и во Кичево целосно непочитување на останатите кои што не се албанци, кои што живеат во тие општини и тоа се последици кои што ги чувствуваме. Еве еден пример ќе дадам. Цело време политичката партија ДУИ говореше дека една од трите функции клучни во државата треба да припаѓа на албанец, председател, премиер или председател на собрание. Доколку трнете од Липковскиот крај до Струга, каде што има градоначалници албанци, кои што се бирани на избори, ниедна од трите функции, тоа е градоначалник, председател на совет и секретар на општината, како три клучни функции, не припаѓаат на македонец. Значи, она што го бараат на централно ниво, не го применуваат во општините каде што имаат власт и се мнозинство, иако, например, во една Струга или Кичево, процентот на македонци е далеку поголем од процентот на албанци на државно ниво. И не се ни спремни да разговараат за тоа. Баентеровиот принцип се обидуваат целосно да го поништат и да не го употребуваат во општините. Така што таа пракса која што ја дозволи СДСМ со законските измени во 2004 година, на кои што ние се спротивставивме со повик за референдум, има и ќе продолжи да има далекусежни последици. Верувате, и Кичево и Струга и останатите општини тона заради оваа ситуација. Истото доколку се усвои неуставен закон за јазици или доколку се прогласи односно доколку се прифати оваа декларација дека македонскиот, бугарскиот, српскиот народ заедно веројатно со италијанскиот, германскиот и останатите биле геноцидни во Македонија, тоа ќе има такви далекусежни последици што тешко било кој ќе може да ги поправи. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија.